Гледаме инсерти од тоа како се снимаше видеото, ќе го прокоментираме малку подетално, но пред тоа имаме еден интересен соговорник на линк, човек кој што учествуваше во видеото, инаку е по професија пожарникар. За кого станува збор ќе ни открие Симона Илиевска и како всушност се случи пожарникарите да се дел од ова видео. Симона, поздрав до вас, повели. Благодарам, Јана. Како што сте гледа, позади нас се наоѓа муралот Хероите на градот, а тоа добро ни отсликува дека пожарникарите се битен дел од нашето секојдневие. И не случајно ја одбравме таа локација денес, затоа што во спотот за химната од име на Европска учествуваат двајца пожарникари. Еден од нив со мене утрово на линк, Михаил Каракулев. Благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од магазини и добре дојде. Добро ве најдов, добро не најдовте, благодарам на поканата. Пред се да се заблагодарам на гостите у студиото, на Пеце, на Саше, цела Мелен продукција и Вис Рицеви, заради тоа што го направија најголемиот македонски хит и најмакедонскиот спот до сега направен. Им честитам на тоа и да се заблагодарам на тоа што не поканија нас пожарникарите, се сетија затоа што сме една главна алка во системот, а неретко сме запоставени. Како се случи пожарникарите да бидат дел од спотот за фудбалот од име на Европска? Па најбо тоа ќе го прашате Саша Љодес, онај мојот херој, мојот личен херој што се сети на нас. Урбаните херои, тоест градските херои се знаеме во градот, не е тоа некоја воена тајна. Ми се јави и со отворени раце ја прифативме понудата. А како беше твоето искуство на снимањето? Дали се чувствуваш можеби почестено што си дел од еден таков голем настан, затоа што првпат се случува нели нашите фудбалери да играат на европско, како ти лично се чувствуваше додека се снимаше тоа, имаше ли еуфорија на снимањето? Дефинитивно имаше еуфорија и уште еднаш да се заблагодарам на останатиот колега Ненад Келебич кој учествуваше во спотот, он е моментално на одмор заради тоа што дежураше претходните смени. Еуфоријата е буквално како да го браните знамето на Република Македонија и да учествувате буквално во фудбалот, така да владееше еуфоријата. Работевме напорно некој си час, 2 часа, она што го виде публиката, се надевам се задоволни и тоа е тоа. Така, еве лично за тебе би те прашала, следиш ли фудбал, можеби дали имаш омилен играч од сега поставката на репрезентацијата и кој мислиш дека може од играчиве да постигне успех кога ќе играат на европска? Ќе искористам приликава да ги прашам и гостиве, омилен играч нема да одвојам сега, него ќе ги прашам што типуваат они на првата утакмица со Австрија. А омилен тим ми е Бајер Минхен, со сопругата навиваме заедно за Германија, се додека Македонија не ја победи во гости Германија, така да се откажавме од тоа. Тоа е тоа од прилика. Михаил, ти благодарам денес што беше дел од нашата емисија, што ни раскажа нешто повеќе околу химната, снимањето на спотот за химната од име на Европско. Предпоставувам и ти сакаш нашите фудбалери да имаат голем успех таму, па ева за крај да го повториме прашањето до Саше и Пеце, што сакаш да ги прашаш, повели? Да ги прашам кој ќе даде гол на Македонија и Австрија и во кое полувреме ќе биде голот. Да живее Македонија. Благодарам. Благодарам многу на колешката Симона и незиниот соговорник, ете што прифати да бидат дел од магазин. Поздрав, голем. Да му одговориме еве на прашањето, има ли некакви прогнози? Прогнози, јас сум нескромен во однос на нашиот пласман на Европско првенство, затоа што мислам дека покажавме со неколку особено со последните надпревари покажавме дека Македонија не е за подценување воопшто. Можеби некои луѓе уште имаа скепса бидејќи преку онаа Д лига на нации се пласиравме на Европско првенство,